Почитувани медиуми, почитувани сограѓани. Денеска, тука, пред Центарот за социјална работа, ќе презентираме уште еден скандал во кој се инволвирани партиските послушници вработени од власта на СДСМ. Директорот Дејан Тошевски, кој инаку е кадар на Миле Талевски, на јавноста и стана познат по срамното поставување на двојазична табла и пропагирање на агенција која се занимава со посредување за вработување на млади луѓе во Германија. Сега, истиот тој Дејан Тошевски се обидува да сокрие скандал во кој целосно е уништено возило во сопственост на Центарот за социјална работа. Имено, еден од нововработените кои СДСМ и Тошевски ги вдомија во оваа институција, пред неколку дена, управувајќи без возачка дозвола со возилото марка Мазда, направил сообраќајна незгода во населеното место Костинци во општина Долнени. Во незгодата, за која патем постои записник направен од полициски службеници, возилото во сопственост на Центарот е целосно уништено. Бараме целосна одговорност за вработениот и за директорот на институцијата. Тошевски мора да поднесе оставка од функцијата, а за неговиот послушник да биде покрената итна дисциплинска постапка и да биде избркан од работното место. Исто така, Тошевски и неговиот послушник веднаш да ја надокнадат штетата и да набават ново возило за Центарот со своји лични средства. Почитувани, ова е само еден случај за тоа какви кадри СДСМ вработуваше во институциите во изминатите 3 години. Еве вакви кадри добиваат плати од буџетот на државата. Додека голем број на луѓе едва и крпат крај со крај за време на оваа пандемија. Луѓето кои работат во областа на социјалата треба да бидат пример, затоа што секојдневно, меѓу другото, се соочуваат со најразлични човечки судбини. Ама тоа не е случај кога СДСМ вработува. Па затоа институциите денеска се преплавени со вакви кадри од кои никој нема корист. Граѓаните гледаат, слушаат и разумно ќе постапат зад гласачките паравани. Ви благодарам.